Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Зарко Милошевски е исторен играч на Виктор Димовски и Миле Зечевиќ. Милошевски е вработен во службата за време на СДС, а унапредуван во време на Зечевиќ. На местото директор на АНБ доаѓа од позицијата помошник директор за безбедносни проверки. Тој е на висока позиција во АНБ веќе 7 години. 7 години Милошевски е вмешан во голем број случаи за издавање на македонски државјанства. Таков е и случајот со Онишченко. Документот, позитивната оценка од АНБ за давање на македонско државјанство на рускиот олигарх и шпион Александар Онишченко, кој е објавен на социјалните медиуми, е доказ за нашите тврдења дека сегашниот директор на АНБ Зарко Милошевски е една од причините поради која истиот добил македонско државјанство. Од документот објавен на социјалните медиуми се гледа дека Агенцијата за национална безбедност во допис од 3 март 2022 година го известува секторот за управни и надзорни работи при МВР дека за лицето Александар Онишченко не постојат пречки од безбедносен карактер кои би испречиле издавање на македонско државјанство. Позитивното мислење од АНБ е одговор на барање за проверка од МВР од 26 април 2021 година, на која АНБ одговара скоро цела година подоцна, односно на 3 март 2022 година. Потенцирам, барањето за мислење до АНБ е доставено додека премиер на владата е Зоран Заев, а е дадено во време кога со владата управува Ковачевски. И тоа истата е дадена за 3 месеци откако доаѓа Ковачевски на чело на владата, иако претходно со Заев МВР чекало за проверката повеќе од 9 месеци. Зошто откако Ковачевски доаѓа за премиер случајот Онишченко во АНБ се решава за неполни 3 месеци и зошто документот е потпишан од Зарко Милошевски? Имено документот со кој се дава позитивна оценка од АНБ за прием на државјанство на Онишченко, јасно се гледа дека истиот во крајна инстанца е одобрен од страна на сегашниот директор на агенцијата Зарко Милошевски. Зарко Милошевски го одобрил документот и ги верифицирал и легитимирал проверките, кои сега гледаме дека не биле направени. А Виктор Димовски како тогашен директор само се потпишал на веќе изготвениот документ. Зарко Милошевски е директно одговорен за безбедносниот пропуст направен во АНБ за случајот Онишченко и во ниту еден случај не смеел да биде поставен за директор на агенцијата, особено не додека случајот се уште не е истражен. Ковачевски повторно излезе цвикатор и не дозволи завршување на работата на Собраниската комисија, туку брзаше да назначи нов директор на агенцијата. И видете апсурд. Сега треба истиот тој директор да си ја спроведува истрагата за себе. Поставен ли е Зарко Милошевски на таа позиција бидејќи 7 години го печал занаетот како одговорно лице за безбедносни проверки во АНБ и како таков човек кој е поврзан со давањето на најголем број на македонски државјанства на странци врз основа на постоење на особен економски интерес. Ви благодарам на вниманието. Повелете доколку имате прашања. Па таа изјава веројатно е производ на тајните средби на Ковачевски и на Арсовска во владата на Република Македонија. Доколку имало такво нешто, таа требало веднаш истото да го пријави кај надлежните институции. Очигледно е дека секогаш кога Ковачевски ќе биде фатен во криминал, кога неговата сопруга ќе гледаме дека влегува во бизниси со производство на струја, тогаш се вадат вакви лаги и манипулации. Мислам дека Данела Арсовска треба да биде менаџер, како што тоа го ветуваше на граѓаните, а не да ја манипулира јавноста. Истата ценам дека во овој момент треба да си ја провери деловната способност и дури да побара и стручна помош доколку цени, затоа што мислам дека да се зборува за такви работи кои што никош не се случило, мислам дека се граничат со некои други состојби. Друго прашање? Уште едно прашање. Денеска повторно дојави за бомби, училишта, аеродроми, хотели се евакуираат, ваш коментар има ли решение? Мислам дека сето ова се должи на неспособноста на министерот Оливер Спасовски, кој веќе 8 година го раководи министерството. Неспособноста се должи на аматеризмот, на немањето на капацитет и на целосната партизација на Министерството за внатрешни работи. И токму затоа Министерството за внатрешни работи нема никаков авторитет за да ги пронеде сторителите. Не може на клучни позиции да бидат поставувани лица кои што се осудувани и кои што лежеле затвор. Од такви лица не може да очекуваме дека ќе се справат со криминалот кој владее во Република Македонија.